вие имате идеи, убави, и тие треба да ги следиме, нели, еве од медиумска страна, за од некаде да почнеме, бидејќи еве и јас како жена сум била и предприемач сама, не знам како се стигнува до тие фондови. Ако сакаме да ги поддржиме жените кои сакаат да почнат, треба да им дадеме проблем кој е решение. Идеме на проблеми на решение. Тоа да си го објавуваме во една рубрика, ја можам да ви оставам простор во нашите весници, на порталите, можам да направам едно лоби, да кажеме, помеѓу телевизиско колешки кои ги поддржуваат жените, кои имаат, нема емисии, не постојат такви само за жени, меѓутоа си има рубрики каде што и можеме на месечно ниво да кажеме, или 2 пати во месецот, да ги лоцираме проблемите за жените кои сакаат да почнат бизнис и да им даваме решение. Кај да оди таа жена, кај да се обрати. Све ова што го кажавте, значи, дали со Мими би можела да бидам во контакт, како да ги развиваме тие, кратки, меѓутоа децидни, не што ќе биде, како ќе биде, дали конкретно, сакам да отворам бизнис, еве таму што кажа во таа област, тој бизнис е можете да почнете со сточарство тука, можете да почнете со, доколку постојат такви анализи, а не сум во тек дали постојат точно такви анализи, Тања што го спомнува, детални нема, меѓутоа може да почнеме од најосновните, еве како поединец, сакам да почнам бизнис, од каде да идам, од кај немам пари, така? Маш ми дава поддршка, морална и толку. Каде да одам? Еве штедилници спомнавте, ја не знам дека постојат штедилници некои што даваат. Како во емисии, портал и весник. Ама не, без филозофија, значи најпросто, проблем решение. И сега тие да бидат од една страна за жени, да кажеме еднаш на 2 недели да идат, мешани може да бидат од типот на жени што сакаат да почнат бизнис и жени кои веќе се во бизнис. Имам бизнис, ама заглавена сум и сега. Значи, најновинарски, меѓутоа корисни да знае кај да се обрати, како хитна помош. На тој начин и ќе го промовираме проектот, а од друга страна и ќе ни се отвараат и идеи, може дури да направиме некоја рубрика па и да се обраќаат некако. Многу лесно може да се случи со мала поддршка и по телевизии, да направиме некој новинарски, 5 новинарки ни требаат. Или 3 новинарки, ако се на стабилни куќи. И ќе го слушнеме и проблемот жените, навистина, вие го слушате секако, ама тоа се на трибини, дај да ги видиме и овие обичниве. И мислам дека на тој начин и тоа само доверба што викаме дека нема, ќе ги охрабриш, па после ќе почне само да се интересира. Чекај оваа штедилница дава, пак иде во штедилницата, можда ќе научи умеѓу време дека и негова друга штедилница дава. Па чекај овамо кредит, кај се ти грант кредити, сите ги и мене ми се илузорни. Еве сакам да почнам, кај да идам? Кај да идам? Па камо ли некои женички што се тамо од села, некој кај да збунета таа.